време за нашата утринска тема. Ќе биде доста сензитивно и доста емотивно со оглед на темата за која што ќе зборуваме. Во прирачникот кој што го имаме и ние во студио и за кој што исто така ќе зборуваме во продолжение, се вели дека споделувањето е најмоќната терапија. И навистина е така, кога ќе зборуваме многу повеќе, кога едни со други ќе зборувате на одредени теми, кога ќе се споделува болката, веројатно ќе стане и многу полесно. Но тоа многу случаи или многу семејства не го прават јавно, особено семејства кои што имаат лица со попреченост во развојот во нивното блиско опкружување. Започната една национална иницијатива или кампања, психолошко-мотивацијска турнија ќе ја наречеме, која што има за цел да даде поддршка на децата со попреченост и нивните семејства. Оваа иницијатива има за цел да го подигне јавното сознание за предизвиците со кои што се соочуваат децата со попреченост, но и да понуди една конкретна психолошка и едукативна поддршка за нивните семејства, за наставниците, генерално за општата јавност или сите оние кои што имаат некаков допир директен или индиректен со таквите деца кои што имаат некаква попреченост. Преку најразлични работилници, јавни трибини и лични средби, како што ќе биде и оваа денешна лична средба со нашите соговорнички, ќе се испрати порака за охрабрување, за прифаќање и за емпатија. На оваа тема денеска ќе ги поздравиме нашите гостинки, Елена Бегова, основач на фондацијата ИЦ Бегов, потоа Мила Мимиш Апостоловска, која што е клинички психолог и меѓу другото родител на две деца со различна попреченост, и тука заедно со нас е и Жанет Маркушова, која што е активист, хуманист и меѓу другото супруга на амбасадорот на Република Словачка. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Мила, ќе започнеме со вас како главен иницијатор можеби на сето ова што започна да речам од предизвесен период, но генерално големиот настан со кој што ќе започне турнијата ќе се случи и утре во Кавадарци. Може за гледачите и за сите оние кои што не гледаат во моментов да споделиме од каде идејата или од каде потребата за ваква една турнеја која што нема да биде лоцирана во Скопје, каде што нели најголем дел од работите се случуваат во главниот град, туку ќе биде баш дисперзирана во најразлични места во нашата земја. Претпоставувам се со цел да се покрене свесноста за нели да се направи инклузија на лицата со попреченост. Ова иницијатива потекна од тоа што премногу пораки ми пристигнуваат од каде што родителите се изјаснуваат дека се од различни делови на градот и не можевме да оствариме средба, бара совети како да го надминат предизвикот со кој се соочуваат. Не стануваше збор само за попреченоста, зборувам од аспект на аутизмот, туку стануваше збор за многу различни комбинации на попреченост, како што се од церебрална парализа, од синдромите, генетско нарушување. Затоа и дојдов на иницијатива доброволно, без никаква поддршка на почетокот, ја објавив таа иницијатива за национална стратегија, да кажем, излегување или турнеја, психолошко-мотивацијско едукацијска турнеја низ цела Македонија, да можеме да ги оставиме средбите само со родителите и децата кои што се со потешкоти во развојот, за да можеме да ги охрабриме, за да можеме да ги ослободиме, да ја срушиме таа стигма кај нив, за да може да се слушне нивниот глас, и затоа и самата националната турнеја има и свој наслов кој што е од тишина до глас. Да, и она кое што исто во контекст нова може да го кажеме и да надополниме за соработката е дека кога се прават вакви настани, поточно кога има вакви иницијативи, поддршката е особено важна, да се има енергија и сила тоа да се спроведе, при тоа како мајка која што се соочува со одредени предизвици и не е така мала работа, а истовремено да се побара помош и поддршка за сето тоа да се реализира, и веројатно од тука и идејата или да речеме вашиот контакт за да може да се направи такво нешто, иако веројатно можноста за поддршка останува отворена за оние кои што ќе сакаат, како велите вие во вашето соопштение, кои што имаат срце за оваа мисија на која што на чиј пат сте. Па вака, првенствено, еве ќе кажем за нашето запознавање меѓусебно. Значи, со Жанет ние се запознавме баш преку различни наслични книгата
И така стапивме во контакт и од тогаш останавме неразделни. На сите патувања, секаде каде што одевме бевме заедно. Додека преку Жанет се запознав со Елена Бегова поради една иницијатива која што исто така наскоро ќе биде јавно споделена за тоа што застанува позади Антонио, мислам дека беше Поповски. Бев повикан за негова психолошка, да го подготвам, нели, сепак психолошки, што ќе трча од Скопје до Острог. И секако Острог е, мислам, манастирот кој што му го даде животот на Леон. Втората работа е тоа што Леон ќе излегува на сите, ќе доаѓа на секаде со нас во сите градови, затоа што и тој сака да биде присутен. За оние кои што можеби мила прв пат те гледаат на нашата телевизија, Леон е твоето синче? Мојот син, да, кој што беше тежок степен на аутизам, Канаров, и кој што достигна до Аспергеров, сега веќе и Саван синдром. Надпросечна интелигенција, интелектуална со фотографска меморија. Одлично. И со премногу љубов кон сите. Така е. Жанет, која е вашата улога во целиот овој концепт? Какви се плановите за сите оние турнеи или посета на градови кои што ќе ги имате во наредниве денови или наредниот период? Уствари, на иницијатива на Амела, кад ми она предложила njezinu ideju, što mislim kako je moje mišljenje, vedna sam rekla da je to nešto stvarno što je mnogo potrebno. Ja sam tu u Makedonija već 7 godini i od početka sam, kad sam došla tu, sam osjetila i sakala da se vključim vo nekoje združenja kada što možem da upoznam različite semejstva, deca i stvarno za tih 7 godini imam vidjeno vo Makedonija mnogo. Na roditelji je mnogo potrebna podrška od ne samo od združenja, nego uopšte od običnih drugih ljudi. Zato što, na primjer, mnogi misle ako ja, na primjer, isto imam zdrave deca, ama to ne znači da ne treba da pokažem ljubav i empatiju prema tim na kojim je to potrebno. I kad sam upoznala i Amelu, ona ima 2 prekrasne dečinja. Leon je nešto što ne možem ni za zborovi da popišem. Znači, kad sam so njego, kako se družimo, kako se smejemo, znači, toliko ljubav što on može da daje na bilo koga, to stvarno, ja posakavam svima da bi upoznali ovakvi deca, da ne se plaše. Pošto i to imam iskustvo da nekoji se i plaše i zato izbjegavat ovakvite deca. Da. Pošto oni su mnogo možu da nas i nauče i da smo zajedno, da se družimo, da pokažemo da sme, u stvari sme site isti. Така е. Елена? Како тргна вашата соработка, поточно од сега од ваш агол, нели, на кое што веројатно и вас ви даде мотив и инспирација да се вклучите во оваа иницијатива? Па вака, јас сепак бев родител на дете со посебни потреби. Тој живот го живеев 26 години, кога за жал Ице не напушти. И во негово име денес е основана фондацијава, фондација Ице Бегов, која што функционира 3 години и тоа мислам дека успешно и мојава борба за лицава со попреченост и нивните семејства се уште продолжува. Со Жанет се запознавме пред 2 години, исто така кога имав некои наши настани иницијативи од фондацијава и она е наш верен поддржувач. А со Амела исто преко Жанет, кога во нејзе ја видов борбата што ја водев јас, ја препознав, да, што ја водев и дека треба сите заедно да помогнеме и да ја дадеме поддршката и да излеземе јавно. Мислам дека со нејзината национална иницијатива што ја има, тоа беше исто и моја борба, исто и моја желба и мислам дека тоа е најпотребно на родителите
и на семејствата кои што имаат деца со посебни потреби. Како е во помалите градови? Ви имате малку повеќе искуство, сте прошетале, сте се дружеле со семејства кои што имаат некакво лице со попреченост во развојот. Се уште ли представува навистина табу тема? Дали се уште има семејства кои што не сакаат да зборуваат за своите деца, ги кријат, или како што се изјасни Жанет, има луѓе кои што со страф реагираат кога ќе видат некакво детенце или човек повозрасен? Па вака, еве, јас сум од Гевгелија и семејството, ние Ице е роден 95-та година, што за жал ние после 7 години се доселивме во Скопје, поради тоа што во Гевгелија тоа беше тие години, беше тотално табу тема и немаше ништо за лица со посебни потреби. После толку години повторно се враќам во Гевгелија. Значи се преселивте во Скопје само од таа причина заради тоа што немавте услови? Немаше никакви услови. И беше табу тема и од прифаќање и од зборење за јавно да се искаже. Така да сега после толку години се враќам во Гевгелија. Можам да кажам дека нешто е сменето, но се уште е табу тема. Мислам дека повеќето се збори по социјалните мрежи, а додека во јавноста сепак тоа е многу поразлично. И мислам дека ова е затоа што и родителите не се нити сватени, нити разберени и мислам дека повеќето се изморени и не знаат како кога ќе се соочат со дијагнозата, не знаат како тоа да го прифатат, кој е тој пат што треба да го водат. Затоа и се приклучив на Амела во изработка на прирачникот, кој што мислам дека многу ќе им помогне. Пред да позборуваме за прирачникот, Амела, и во контекст на ова кој што го спомена Елена, и вие отворено зборувате и пишувате за разноразни случаи, најчесто непријатни, кои што се случуваат со вашето дете и има и различни реакции, но поголемиот дел од нив се веројатно поддршка за тоа кој што го пишувате. Иако социјалните мрежи, ваквите иницијативи, сето на кој што треба да се слушне гласот и да се чуе пораката, се само еден дел од тоа што се треба да се спроведе за да малку се придвижиме во позитивна насока или да се придвижиме со побрз чекор, бидејќи ако зборуваме од 95-та па наваму, како еден пример, иако веројатно има повеќе, тоа е доста голем период за да ние не видиме некаква промена или малку побрза промена. Колку од вашата досегашна работа во сето ова и вклученост, па веројатно и барање на помош, сметате дека системот тука потврла, поточно би требало малку повеќе да има ангажираност со страна на институциите, бидејќи уморот, меѓу другото, доаѓа и од талкање и барање помош или од врата на врата. Токму поради тоа што, ќе кажам, многу здруженија само зборуваат, ништо не прават. Јас како здружение, заедно во поддршка со фондацијата Ица Бегов, заедно со поддршка на Жанет Маркушова, излегуваме токму за тоа, кога зборуваме за системот. Мислам дека треба да се знае дека системот сме ние. Ако секој почне од себе да се менува, ќе го смениме дури институционалниот систем. Не можеме само да мочиме и да чекаме некој со магично стапче да направи нешто за нас. Не, ние самите треба да направиме за себе. Затоа што доволно добро, мислам, ме познаваат веќе, втора година како сум излезена, не се огласив во моментите кога страдав, се огласив во моментите кога успеав. Мислам дека со самото излегување и со рушење на стигмата, родителите ќе сватат, прво ќе ја прифатат дијагнозата, затоа што има и родители кои што не сакаат да прифатат дијагнозата, со кои што сум работела. Исто така има и родители кои што се себе обвинуваат, доаѓаат до дисфункционални семејства, значи до распади на бракови, разводи, поради тоа што мајката е приморана да превземе улогата и на татко и на мајка во тој момент. Наместо да ужива во својата женственост и да расте деца, таа е и мајка, авторитетен глас, а од друга страна, мислам татко авторитетен глас, а од друга страна и мајка, која што треба се грижи за тоа дете. Или деца во зависност која што ги имам две. Зборувате за оние што стануваат како самохрани мајки, така? Точно така, не само самохрани, туку и во брак.
Затоа што јас сум била и мајка и татко. Таткото се повлекува? Да, затоа што таткото треба да ги донесе за екзистенција, да кажеме, финансиските средства. Аха, од тој аспект го снимува во семејството. Да, и сега, нормално е дека кога се работи за дете со атипичен развој, треба да бидат двајцата родители инволвирани. Тука мислам вклучени и да соработуваат меѓусебно. Но секогаш постои она контрадикторност или различност помеѓу родителите, каде што секогаш едниот е по-мек, другиот е по-силен. Да, но од друга страна, ако мајката е многу попосветена и мора да биде заради природата која што односно ситуацијата во која што се наоѓаат децата, финансиите се исто така потребни за да може тоа семејство да функционира и претпоставувам терапиите кои што се потребни, сите оние останати здравствени медикаменти. Веројатно таа причина и малку нели ја снимува улогата на татко, па мајката е тука за... Не само што снимува улогата на татко, и од таа причина ја снимува улогата на татко и од причината што не може да ја прифати дијагнозата и да се соочи дека детето му е со попречено. Значи тоа јас го кажувам и од сопственото искуство. Затоа што кај мене сопругот бил премногу емотивен и не можел да се соочи со тоа кога сум работела јас со Леон да го слушам неговиот плач. Имав семејство кое што дури од Богданци дојде. Истото се случува и кај нив. Значи, затоа треба повеќе да се работи со родителите при фаќање на проблемот, да се покренат емоциите, затоа што они се обвинуваат тука себе си, да се работи на рушење на стигмата, да почнат да се отварат. И затоа оваа иницијатива што сега ние ја организираме и што ја започнуваме, еве утре ќе ни биде во Кавадарци, во општинската во собрание, во општинската голема сала. Тоа е исконтактирани сме од Комисијата за еднакви можности. Понудено ни е се од нас, и ние самите ги isfinansиравме сите тие средства што треба да ги однесеме за децата и за родителите, помошници, мислам водичи кратки. Исто така и изработивме овој прирачник, но исто и би сакала да согласам до сите оние, бидејќи ние ова не ни е проект ниту ништо, туку е само иницијативно. Компании, фирми кои што сакаат да се вклучат, дури и издруженијата кои што сакаат да се вклучат, а да не се двојат. Слободно вратите се отворени, значи да ни помогнат со материјали кои што ќе ни бидат од голема корист. И за вас, но и за сите оние за кои што е намената оваа кампања. Амила, вие сте клинички психолог. Како ги советувате? Работите со многу семејства кои што нели го имаат овој проблем или ја делат оваа животна приказна. Како или кој е првиот совет кој што го давате на родителите во тој момент кога се себе обвинуваат за дијагнозата на своето дете? Тука веќе станува збор за една кратка игра на зборови психолошка, каде што прво кога ќе го поставам прашањето во зависност од личноста и колку е таа свесна кога ќе ја погледнам, се работи до свесноста. Ако е спремна, секако ќе поставам прашање дали се двајцата родители, претежно инсистирам да се двајцата родители тука, доколку не се работи за самохран родител, поставувам една интерактивна работилница помеѓу нив, чисто да видим од каде произлегува проблемот. И најчесто од каде? Најчесто проблемот произлегува од родителите. Зошто не може да ја прифатат дијагнозата? И дијагнозата и други работи веќе тука се откриваат многу подлабоки позадински трауми, да кажам, кои што сега не е во ред да ги изнесувам. Така, нормално. Работите, претпоставувам, со семејства кои што го имаат овој проблем и дали имате да споделите некоја приказна во смисла на тоа семејство кое што долги години не зборувало за таа тема, сега веќе се ослободува и може да појавно и потранспарентно да ја споделува својата приказна? Да, има, но... Излегуваат ли од комфорната зона? Излегуваат од комфорната зона, почнуваат веќе да споделуваат и видеа и драго ми е за едно згрижувачко семејство кое што има детенца згрижено, кое што ги гледам видеата често дека ги споделува од своето дете и тоа мене многу ме исполнува. Многу сум задоволна што само еден разговор потикна да се сруши таа стигма дека еве и јас можам и затоа ги споделувам видеата со Леон за да едноставно ги мотивирам родителите. Тоа што не е ништо страшно да се сподели, не е тоа за собирање поени, ниту ништо, туку само мотивација. Мотивација.
Кога одредено семејство ќе дојде на работилница, која што како што стои нели во известувањето трае 2 часа, иако време е потребно за да се навлезе или како велите да се види основата или темелите од каде што потекнува и да се дојде до конечниот резултат, веројатно тоа е малку време, а уште помалку во смисла на тоа како и на кој начин би требало понатаму да размислуваат и функционираат членовите на семејството, при тоа мајката и таткот и нивното меѓусебно функционирање. Што советувате откако првенствено желбата да се дојде и да се нели отвори тоа прашање и да се разгола душите како велиме, а понатаму и да се освести тоа во нив, а да продолжат на работа со себе веројатно понатаму сами во текот на останатиот период од животот. Затоа им стојам на располагање и затоа ќе си имаат свој водич за понатаму како треба да продолжат, но најбитното е тоа да се отворат и да имаат контакт едни меѓу други. И затоа само родители се повикани, а не психолози, специјални едукатори, рехабилитатори. За нив ако треба ќе се направи посебна обука каде што ќе бидат обучени во на нели сепак повисока свесност и со повеќе материјал. Додека работилниците не се толку долги, да тие се 2 часа ставени, но не се толку долги колку што се интересни, кратки, кои што носат смеа, емоции, едноставно го разбудуваат оноа во родителот да се почувствува дека не е сам. Да, второ, спојот од тоа од мојата професија и моето лично животно искуство го прави своето. Затоа што јас не предавам теорија, што сум ја научила, туку го живеам животот, како и тој родител, без оглед на струката. Јас сум само обичен човек. Кога ќе велат или кога ќе се каже заедно сме во тоа и веројатно заедно може да се поделат тие чувства, емоции и сето тоа кога ќе се подели на две веројатно е полесно. Вие најдобри во своја кожа Елена го знаете тоа, сте го доживеле најлошото сценарио што може човек да го доживее и веројатно тука со вашето искуство тоа можете да го и да бидете и поддршка за други, при тоа да имате таа сила која произлегува од тагата која што е неспорна и која веројатно останува до секогаш. Вака, значи патот кога веќе ќе дознаеш дека имаш дете во едно семејство, кога има и дете со посебни потреби, секојдневието е премногу тешко. Посебно да се најде патот да се кога си во едно семејство, кога има дете со посебни потреби, има и типично дете, во тие години, значи до толку беше, тогаш ја сватив потребата колку е да се има некоја психолошка поддршка, еве што сега Амела ќе ја пружа на тие родители, за да некој начин те насочи за кој пат да го фатиш, за да не се изгубиш за да не се изгубиш самата себе си. Што кај многу родители тоа се дешава, се случува, да. да. Многу веројатно и Да. Илена, што ќе се случува утре во Кавадарци, а потоа може да ги најавиме и останатите градови ако ги имате веќе. Во Кавадарци ќе биде оваа работилница која што ја споменавте, настан за мотивација и за поддршка на родителите. Какви се плановите конкретно за утре? Во 18 часот стартува настанот. Па како што кажа и Амела, тоа ќе биде една убава интеракција меѓу семејствата и децава со посебни потреби. Леон ќе ги подели и боенките на децава за да може да имаат и некоја си занимација, со тоа и самите ќе се поврзат. А ние родителите мислам дека поотворено и послободно ќе се зборуваме за нашите проблеми, за секојдневието и како можеме понатаму да продолжиме со поддршка и дека сите заедно, како што јас многу често порано знаев да кажам, да застанеме гордо до нашиве деца, пошто тие се љубов. Така е. И да ја шириме љубовта, љубовта не познава граници, а знаеме љубовта како моќна делува и на секој од нас. Впрочем, за сите тие кои што сакаат да има ваква мотивацијска или психолошко мотивацијска турнеја во својот град, Амела, на кој начин може тоа да го направат? Спомена на почетокот дека токму иницијативата е заради достапноста, па ева за сите кои што можеби сакаат да биде ова подостапно, како и на кој начин може да искомуницираат? Може слободно да ме контактираат на мојот Facebook профил, затоа што притежно и покрај страницата тие сепак мене набараат. Гласот од тишината, како основач на тоа Здружение за личен раст, развој, психолошка помош и поддршка, истоимено како и првата книга која што ја издадов Гласот од тишината, наменета за сите родители, не само за децата со атипичен развој. Иако јас ќе кажам дека не постојат деца со атипичен развој, постоја и не постојат да кажеме деца кои што бидат нормални, туку постојат само деца кои што се индивидуални во својот развој и во својот живот.
Така, може слободно да ме побараат, секако дека понатаму ќе им кажеме и од општините доколку некој сака да ни ослободи сала, да се вклучи во организација на настанот. Ние сме тука и стоиме на располагање, не само јас, и Елена и Жанет исто така, која што е добар пример за една меѓународна соработка. Дека се може кога се сака. Така е. Жанет, можеме ли да најавиме само уште некои градови или тоа понатака подетално ќе се објавува? Па Охрид и Стругаса, и Свети Никола, исто така. Па ќе видиме понатаму како ќе биде, сепак организацијата не е така едноставна и толку лесна. Потребно е време, затоа што еве веќе 7 ноќи, мислам 7 дена како сум спиена само по 4 часа, затоа што доброволно го работам тоа. Прво почнувајќи од себе знам како ми било кога ми е било потребно нешто за моите деца да имам барем некаков водич, некакви насоки, а не сум имала ништо. Така е, добро кажано и веројатно со ова ќе го заокружиме на нашето денешно, односно вашето гостување и нашата денешна утринска тема со повик за оние кои што ќе сакаат нели за ваква мотивацијска поддршка, односно во склоп на турнијата да ги испратат, односно да се пријават, да речеме, или да исконтактираат со тебе најчесто на Facebook профилот. Ќе ви се благодариме за гостувањето и ќе посакаме успешна турнија и се разбира за сите новитети ќе бидеме тука да тоа го. Тука само извинете, би се надврзала само уште кратко за прирачникот кој е заинтересиран. Јас секако ќе кажам 200 динари е цената на прирачникот и тие средства ќе бидат наменети за оние градови каде што нема да може да се покрие, да ги покриеме ние со тие средства сите оние основните трошоци кои што ќе бидат потребни за тие семејства и секако водичи и се што ќе треба да им се даде. Тоа може да се нарача секако кај нас, кај едно од нас три и да ни сконтактираат, а навистина се корисни, навистина внатре има и сведоштво од родители и од Македонија и од диаспората.